Како гледате на моменталната состојба? Можен ли е договор и крај на кризата на некој начин? Господин Ивановски, ќе почнам од вас. Договор е можен, затоа што целата оваа постановка е, како велат американците, too big to fail. Не може да си дозволи светот заради параноични изливи да се најде во нова економска криза со несогледиви последици. Фактички ние буквално се сведовме на очекување што ќе твитне господинот Трамп секоја вечер и дали ќе биде тоа 40-тиот или 70-тиот негов твит. Таа неизвестност убива. Меѓутоа, кризата е голема и тука треба да се согласиме со стариот добар Черчил дека добра криза не се пропушта. Од оваа криза најголем добитник ќе биде Кина, на долг рок Европа, а Америка веќе нема ништо да изгуби затоа што таа не е зависна како што тие тврдат од нафтата од Ормускиот залив. Едноставно 26 милиарди долари до сега се потрошени за нечии каприци, слободен сум да го кажам тоа затоа што целиот нормален свет го кажува тоа. Она што ќе биде последица од кризата може да биде распаѓањето на ОПЕК, излегувањето на ОПЕК на Обединетите арапски емирати од ОПЕК кажува доволно дека ОПЕК или ќе треба да се реструктурира, да ги промени своите цели, или ќе се распадне. За Република Македонија е она што се случува не е невообичаено. Ние имавме цена на барели по $140 2008 година. Со разумни мерки тоа го надминавме. Едноставно цените се спуштија. Претпоставувам дека така ќе биде и сега.